Што е Една може? Една може е единствената граѓанска организација за еднородителски семејства. Работи на територија на цела Македонија, меѓутоа за жал концентрирана е во Скопје поради немањето на капацитети да ги задоволиме потребите на оние на кои им нудиме услуги, пред се на самохраните мајки. Како стапуваат во контакт со вас? Оние на кои што им е потребна вашата помош? Со нас стапуваат во контакт оние на кои им е потребна нашата помош, меѓутоа и оние кои сакаат да дадат својата поддршка кон еднородителските семејства. Најчесто не наоѓаат преку Facebook, преку социјалните медиуми, не следат на Instagram, не знам, имаме платформа која се заснова на Facebook група, која е создадена само единствено за членки и членови на еднородителски семејства. Најчесто таму не контактираат, а од таму ги влечат сите податоци кои се потребни, па така стапуваат во контакт со организацијата. За да станат дел од членството на Една може, подпишуваат пристапници, добиваат членски картички и секојдневно можат да не најдат во нашите простори. Дали знаете отприлика колку членови броите до сега? Имаме повеќе од 3000 членки и членови. Ако ги додадеме тука и тоа се возрастни членови, а ако ги додадеме и децата, сигурно имаме околу 7000 луѓе со кои контактираме на секојдневно ниво. Каква помош им нудите на членовите? Она кој ние го нудиме како grassroot организација, значи организација која е создадена од самото членство, сакам да кажам од самохрани мајки исто така е создадена оваа организација, а во моментов поддршката која им ја нудиме е психотерапевтска поддршка, правни и адвокатски услуги кои ги имаме благодарение на соработката со другите невладини организации кои работат конкретно на темата за правно застапување. Им нудиме бесплатни тимбилдинзи, тренинзи за комуникацијски способности, за развивање на вештини, например, како мајка во еднородителско семејство, ги јакнеме, во суштина ги јакнеме, им нудиме можност на платформата Една може да прават размени со секојдневни добра, ги приклучуваме кон социјалното предпријатие Една прави, и целта на самото предпријатие не само да понуди органска и квалитетна козметика, туку и да зголеми вработливоста на еднородителските семејства, што е генерален проблем овдека во земјава. Исто така им нудиме и институционални насочувања, ги спроведуваме до институции. Со какви проблеми најчесто членовите се соочуваат заради кои бараат помош од вас? Да. Генерален проблем нема, има милион проблеми. Најголем проблем е економската немак на овие членки и членови. Тоа е благодарение на немањето услови во државните јавни установи за згрижување на деца, да примат толку деца колку што има потреба наше во општество. Значи неопходноста од приоритетно запишување на нашите деца во градинка, институциите до сега не ја препознава. Меѓутоа ние правиме притисоци и напори да го легитимираат како реален проблем тој проблем, за да жените пред се самохраните мајки, заради тоа што 80% од сите возрастни членови во еднородителски семејства се мајки. Што вели ова е женско прашање, па затоа јас велам жените. Жените имаат проблем да излезат на пазарот на трудот. Покрај тој проблем, од кога ќе излезат на пазарот на трудот, тие имаат потреба од поинаков третман од страна на работодавците. Такво нешто во нашава земја не е препознаено. Имаат потреба, да речеме, од дупло повеќе денови за боледување. Такво нешто не постои. Имаат потреба од социјални мерки кои ќе бидат насочени единствено кон еднородителските семејства, а нема да бидат ставени во пакет со сите други социјални категории, заради тоа што оваа категорија не е социјална категорија самата по себе, туку поради непрепознавањето на специфичните потреби на овие семејства, сме доведени да бидеме социјална категорија. Ако втор старател на вашето дете е оваа држава, таа треба да застане во него. Дојдовме до сознание дека детскиот додаток изнесува околу 700 денари. Пред се самата сума е скандалозна.
Дали е тоа вистина прво? Детскиот додаток, точно вистина е околу 700 денари, меѓутоа за да се дојде до тие 700 денари треба да се извадат повеќе од десетици документи кои лани кога ние го спроведовме нашето истражување во однос на детскиот додаток, имавме околу 20% од испитаничките, од кои околу 1000 жени беа приматели на детски додаток, а тие за да дојдат до него има извадено повеќе од десетина документи од различни институции, заради тоа што не знам каква е состојбата овие денови, меѓутоа лани немаше можност да си ги спроведат сами, да си ги повлечат документите, една институција да си ги повлече сама документите, тоа е Заводот за социјални работи, туку жените сами на своите две нозе мора да ги обиколат сите институции, сите шалтери да ги поминат во оваа земја, па да си извадат документи, да си платат големи пари, а тие големи пари да не им бидат вратени ни после една година користење детски додаток. Дали доколку детето зема алиментација од другиот родител, му следува детски додаток на тоа семејство? Дали доколку зема, ова го зборуваме за еднородителски семејства од разведени бракови, им следува детски додаток со тоа што ако мајката е невработена, доскоро не можеше да има право да поднесе документи за да зема детски додаток. Сега, ако сте и невработена, ако сте и самохрана мајка, па го немате правото ни на тие 700 денари, не знам за која еднакво зборуваме во ова општество. Имате ли преземено некои иницијативи за предлагање закон, законски иницијативи? Да, во моментов работиме на законски измени на законот за семејство, нема да го менуваме законот заради тоа што сметаме дека не е право време за законски измени, меѓутоа не е совршен законот, меѓутоа доколку се спроведува во пракса онака како што стои во теорија, би било многу поедноставно за сите нас. Имате ли некои други предлози и решенија кои што треба да се спроведат на ниво на цела Македонија од општините или од градовите? Да. За почеток би било фино и многу човечно да го дефинираме терминот самохран родител и еднородителско семејство, па потоа од самата терминологија да ги откриеме корените или потеклото на сите видови на овие семејства, па според потеклото и моменталната состојба на ова семејство да нудиме индивидуализирани решенија.